Иако УНЕСКО се повеќе го стега обрачот околу Охридско-Струшкиот регион, бројот на дивоградби во заштитениот појас на Струшкото крајбрежје и понатаму е математичка равенка. Од вкупниот број 10.639 поднесени барања за легализација до општината, само 65 се за објекти кои се наоѓаат во заштитениот појас покрај езеро, во кој не смее да се гради. Градоначалникот Мерко вели половината од тие 65 барања се одбиени, а другите се уште не се разгледани. Повеќето биле потпорни ѕидови кои граѓаните наводно ги правеле за да се заштитат од бранови, а меѓу нив се и платформите во Радожда, кои тој не планира да ги урне. Зидови од 20 до 50 сантини висина од аутохтонен камен заради заштита на своите имоти од брановите на езерото. А тие се негдека сигурно половина таки објекти. Се работи за 5 или 6 платформи, односно патеки, да речам, во езеро, и се работи за неколку платформи во село Радожда. Што никој од овие не причинуваат штета или загадување на езерото. Од друга страна, професорската Фела вели дека токму тој дел околу Радожда е една од најзагрозените точки во регионот и дека таму треба да се преземат конкретни мерки. Загадување секој ден се фрла шут. Од секаков вид. И никој не презема мерки. Државата, ако е државата, таква е држава, силна. Таа треба да ги реши тие проблеми. Нема дали граѓанчаникот сака или Здравко сака или Петко сака. Ако тоа практички е штетно за околината, посебно за вакви природни реткости, ќе се руши. Инаку, според официјалните информации од општина Струга, вкупниот број на поднесени барања за легализација на објекти е 10.639, одбиени, некомплетни, без елаборат се 4.470, решени биле 3.120 и 7 предмети. Во постапка се 3.038, од тие 3.038, 65 објекти се на 50 метри од езерото. Од нив половината се одбиени, а останатиот дел не се дојдени на разгледување.